За одговорност, граѓаните, претежно млади, се обидува да влезат во општината, ја каменуваа зградата, го искршија кафулето на собственикот на ноќниот клуб. Мартин Арсов ги следеше протестите. Мартин, кои се последните детали? Така се и денеска во 13 часот во градскиот парк овде во Кочани беше одржан мирен собир во чест на загинатите во дискотеката во Кочани. Од мирниот собир практично се претвори во протестен марш кој што ескалираше пред општинската зграда, каде што се собраа стотици граѓани во дворот и околу општинската зграда, фрлаа со камења и со јајца, пробаа да влезат, меѓутоа не успеа, ги искршија вратите, искршија и неколку прозорци. Имаме дел од атмосферата да ја погледнеме. Да, од предопштинската зграда поголема група на воглавном помлади граѓани се упати кон едно од кафулињата која е во собственост на собственикот на дискотеката која се запали изминатиот викенд и истото беше демолирано, а потоа истата група и го преврте неговото возило. Имаме дели од оваа атмосфера. Мартин, што очекуваат граѓаните, што велат тие, зошто учествуваат на овие протести, кои се нивните пораки до надлежните? Да, како што веќе кажав, целиот овој настан денеска започна со еден мирен собир овде во градскиот парк во Кочани, каде што беа собрани навистина голем број на граѓани. Буквално во редица се чекаше за да се потпишат во книгата. На жалост се палеа свеќи, се положуваше и свежо цвеќе. Имаше присутно голем број на граѓани, како помлади, така и повозрасни, но сите едногласни дека корупцијата убива. Ева ја анкетата. Се грижам за безбедноста на моите близначки. Јас имам 2 дечиња, а не знам, че се тресам цела. Ово мора да се запре. Ве молам, корупцијата, имаме луѓе секаде, ве молам да престане. Оти онака ништо друго не останува освен да избегам од држава сите. Првото нешто што се разбуди вчера беше во кое општество живееме ние. Ова е срам, ова е трагедија. Шом нема закони што треба исправно да се работе. Затоа се случуваат и несреќи. Вие, господи, какво испраќате држејќи овој транспорт? Да нема веќе вакви жртви, нема што да се каже, ово не е преболно. Тешко на родителите и нема друго што да кажа. Да нема више никој мајка да не плаче за дете. Да оздрават, што се некако. Тоа друг пат да не се случува.
тоа, не знам што тоа е, сега го испратам. Каква порака испраќате, господи, овде? Да отроваци. Пошто нам е водиски. Тоа друг пат да не се случуваат такви трагедии. Мартин, ти во моментов си пред судот, каде попладнево се очекуваше да пристигне поранишниот министар за економија Кришник Бектеши. Во нашето предходно вклучување со колегата Александар, тој се уште не беше донесен во судот. Каква е ситуацијата во моментов? Да, пред неколку минути овде во основниот суд во Кочани беа донесени поранешниот министер за економија Кришник Бектеши, поранешниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и уште едно лице. Сите тројца со лисици на рацете беа спроведени со полициски службеници. Тие треба да дадат исказ и по предлог на обвинителството треба да им биде определен на краткотраен притвор. Имаме дел и од ова парче. Има ли одговор на господина? Нема ли? Ништо, ќе го фатат и улете. Од тука ќе го носат, ние тука ќе го качат. Ајде. Иди го носат. Чувствувате ли одговорност? Поленка. Со што ќе се браните? Чувствувате ли одговорност? Сега ние остануваме овде пред основниот суд во Кочани, доколку има одлука, секако ќе се јавиме и во следните вести. Мартин, ти благодарам за последните информации и за протестите и за истрагата и распитите кои се вршат.